sila, da stanat sinovi Božji, so naslednici. 10 je pa prošlo velikom životom, balpunina, ona objava. Ja sam dobri od kazni i ljubav mozite, nijedna da ne vide izgubena. Miro tvoj migo davašno nekako sveto, da ne se plaši srce to naše. Slava ti, Isuse. Ta bolest ne za umiranje, za slava Božja Sino da se proslavi, prijatelj od naš Lazar zaspal, odam da go razbudam. Lazare stani, stani Lazare stani, stani Isus ti veli, stani Lazare stani, stani Isus te ljubi. To je jedna ta pesna koja sleze. Slava ti Gospod Isuse Hriste. Slava ti Isuse, 50 pesni sleguvат. Знаете, тоа се тие потврда на духот дека е активен и жив. Кај отидовме сега? Не е тоа. Кај беше стихот? Слава ти Исус, дека беше. Еве го, овде, еве сме. Слава ти Господи Исусе Христе, слава ти Исусе. Водиме и денеска, Татко, во името на Твојот Син Исус. Нека Твоето живо слово ги допре сите оние кои се жедни, кои можат да се исчистат од стариот квас, да ја примат Твојата сила, Твоето водство, Твојата љубов која никогаш не престанува. 2 Коринтијаните 7 глава, драги пријатели. Видете, толку христијани, толку цркви, толку заедници. Еј, човеку, еден пастир и едно стадо зборува. Па дури си даваат и своји собствени имиња. Драги пријатели, сега кога ги знаеме сите овие ветувања, видите, по нешто знаеме и по нешто пророкуваме. Тоа е интересен момент. По нешто. Кога ќе дојде совршеното, ќе исчезне делумното. Да се исчистиме од се она што може да го оскверни нашето тело. Па тоа се човечки учења, човечко знаење, проучување. Не си му дозволил духот да те води. Да се трудиме од стравопочит спрема таткото наш. Да стануваме телесно и духовно се почисти. Се почисти. Тоа значи комплетно да му довериш да те управува и води. Крстен сум јас, спасен сум, се завршил. Во вода бил, јадел лепи вино, се бањал, потоа во дух му положил некој раце, примил некаков дух, тој мисли и на крај што? На крај диплома. Направете повеќе место за нас во вашите срца. Кои се тие нас? Па Отецот и Исус. Место во срцето треба. Не ти треба проучување. Место во срцето. Он да те води. Да ти ги измие нозете. Бидејќи ти се уште одиш во калт и во блуенисата. Треба да ти ги измие нозете Исус. А потоа ти се очистуваш преку слушање на живото слово. Ама не во крив дух. Во деноминацијски дух, во поделен Исус. И да ги облечеш обувките на Евангелието на мирот, тоа значи само со Исус да одиш, никаде без Него. Ние никого не сме онеправдале, повеќе место, тесни срца, тврди срца,
Никого не сме завеле, никого не сме измамиле и искористиле. Сатаната го прави тоа. Не го велам ова за да ве обвинувам. Јас имам одговорност пред семокниот татко Исус. Јас морам да ви ја кажам вистината. Потоа гревот е ваш. Вие велите дека гледате, гревот останува. Вие сте ни толку прираснати за срце, што сме готови со вас да го делиме и животот и смртта. Живееме ли, умираме ли, Христови сме. Имам голема доверба во вас. Се гордеам со вас за црквата во Коринт. И навистина сте големо охрабрување за мене. За сите заедници. Намерата е добра. И покрај сите наши тешкотии, мојата радост не знае за граници. Мојата радост и мојата не знае за граници. Да, не, се што е повеќе од тоа од лукавиот. Се расправаат со стихови луѓе кои се телесни, кои не ги разликуваат духовите. Тоа е важен момент. Водачи, учители, како Никодим, како ти тоа не го знаеш ти. Кој си ти? Фарисеи, садукеи не знаат кој е, и едниот и другиот. И на Јован му го велат истото и на Исус. Кој си ти? Едниот е гласот на оној што вика во пустината, другиот е почетокот на твоето умирање и раѓање. Откако дојдовме во Македонија, кој? Духот на Исус со некој слуга. Немаме мир. Се соочуваме со неволји од сите страни, од надвор напади, земи телесно и духовно, од внатре стравови, но Бог, Таткото кој ги охрабрува потиштените, со доаѓањето на Тит, некој Тите дојден, ни ја врати храброста. Бегај од Македонија, Сатано, во името Исусово, марш, лажливци, крадци, бедници. Македонија му припаѓа на Исус Христос, лопови, сребролюбци. Надвор од Македонија, во името на Господ Исус Христос. Охрабрување за нас беше не само неговото доаѓање, туку и тоа што тој ни го пренесе за вас, како вие него сте го охрабриле, колку сте биле желни да ме видите, колку тагувате и колку ревносно сте приврзани за мене. Зборува небесниот татко. Дали тагуваме, дали сме ревносно приврзани за него, тоа уште повеќе ме зарадува. Дури и ако сум ве натажил со претходното писмо што ви го пратив, не се каам што го сторив тоа. Извесно време ми беше жал, зашто тоа писмо привремено ве натажи, ке им кажете нешто. После ти е жал, ама. Но сега се радувам, подобро да ја знаат вистината, зашто гревот потоа останува кај тебе. Не затоа што ве нажалив, туку затоа што тоа ве доведе до покајување. Ако не те носи во покајување, ти се враќаш во светот. Тоа е жалост од Бог, да се покаеш. Ние со ништо не сакавме да ве повредиме, ниту сакаме да ве повредиме. Таткото може да ја употреби жалоста во нашите животи, за да ни помогне да се оттргнеме од гревот и да бараме спасение. Ако сте доживеале таква жалост, не треба да ви биде криво. Опасна е жалоста што не води кон покаяние. Жалост што не води кон покаяние, таа води во смрт. Не повикуваш кон Исус, остануваш самиот да се бориш. Така Македонија може да се излече само со Исус. Тука се врши армакедонска битка. Тоа е како со Израел. И двете земји имаат слична судбина, двата сведока. Видете колку позитивно се одрази на вас таа жалост во Бога. Дај Боже, ве направи многу поотворени, треба да ве направи поревносни, да покажете дека не сте виновни. Каква огорченост, каква тревога, каква желба, грижа и решителност да се казни прекршителот. Мораш да притепеш казна. Таткото кој ги љуби своите деца ги казнува. Ако ги оставиш да грешат, еден ден ќе станат комплетно деликвенти. Се тоа покажавте дека во однос на таа работа,
Која работа? Дали ти работиш за Царството Божие или си ја работиш својата работа? Сте чисти? Зашто кога ви го напишав тоа писмо, не ми беше намерата да го обвинам тој што го направил прекршокот, ќе дојде некој ќе направи, тоа ни е можност за поука за целата заедница. Ниту да го бранам оној што било неправдан. Ви напишав за да се покаже Бог Таткото колку сте приврзани кон нас. Тоа на вистина не охрабри, треба да ве охрабри. Мора да има поука. Поучувајте се едни со други. Исповедувајте си ги гревовите, молете се едни за други. Ако е некој болен, нека го повика старешината да се помоли. Дали го повикувате старешината кога сте болни? Веднаш има потврдување. Не само што ова не охрабри, туку што повеќе не зарадуваш тоа што некој Тит се враќа радосен. Кога ќе види дали сте пораснале во верата или сте се вратиле во калта, сте му покажале дека нема причина да биде загрижен. Дали сте се опашале, сте се стегнале со појасот на вистината во Исус. Сето она зашто сум ве фалел пред него се потврди како вистина и не се посрамивте. Секогаш што ми ја зборувал вистината за вас, кој верува во мене нема да се посрами. Го имаме тој стих. Па така и тоа што ве фалев пред Тит се потврди дека е вистина. Дај Боже, кога Тит видел колку сте вие послушни, со колку стравопочит и трепет во срцето сте го пречекале. Дојде една жена од една деноминација, во наша заедница вика, леле колку се понизни и покорни. Па тоа се христијани. Со каква трепет во срцето сте го пречекале, тој уште повеќе ве засака. Многу сум радосен што можам да имам целосна доверба во вас, во Исусовата војска со трудници кои сакаат да работат за Царството Божјо. Не е веќе слуга, станува пријател Божи, го извршува тоа што Таткото го тера. Јас не дојдов да ја извршувам својата волја, вели Исус. И јас го велам истото. Волјата на оној што ме прати. А ти, чија волја извршуваш? Синко, керко, мислиш дека си во Исус, дека го знаеш Словото. Ти го знаеш семокниот Бог. Словото е семокниот Бог. Ти него го знаеш веќе готово. По нешто знаеме, вели апостол Павле. По нешто пророкуваме, но кога ќе дојде совршеното, дека си мудар и спасен, мислиш, тогаш ќе се утврди делумното. Делумно, со умот не се прима Исус. Само со срцето да разберат, да се покајат. Покажете плод достоен за покаяние. Дали си се покајал? Покажи. Не греши повеќе. И да ги исцелам. Свет целив. Тоа значи да го бакнеш Исус. Да го живееш и оживееш. Словото е нужно. Како? Така раснеш и се исполнуваш со дух. Да му се предадеш во собствено си владение на Исус. Да ја живееш љубовта. Да го живееш Исус до сета полнота. Тоа значи чекор на водство, крштение, значи го раскрстуваш стариот и почнуваш да се крстиш во Исус. Така действуваш, раснеш, се менуваш, чекориш по тесната патека што води кон животот. На ножете ги имаш обувките на Евангелието на мирот, значи чекориш заедно со Исус. Он те води. Он е пастирот. Негово е стадото. Он е глава на црквата, духовна заедница. А тие држат таткова жена. 1 Коринтијаните 5:1. Таткова жена. Велат дека црквата е нивна, негова. Тој држи таткова жена. Земна, телесна, поделена. И даваат земни имиња на заедницата. Православни, католици, адвентисти, протестанти, адвентисти Јехова, евангелисти, баптисти, методисти, конгрешани, харизматски. Чија е жената? Црквата
Зошто и давате други имиња? Пазете, освен Исусовото име, духовна црква. Пазете сега, име над секое име е Исус. Исусова црква, ти даваш земно именување. Пазите, одиме понатаму. Јас пак, иако со телото не сум кај вас, Исус збори Отецот, само со духот веќе го осудив, тој што ја држи татковата жена, што вели дека е негова црквата, како да сум меѓу вас, оној што го направил тоа. Само со духот сум со вас. 1 Коринтијаните 5:3. Дали е со тебе со духот вистински или ти си во духот на овој свет? Зборува за духовно единство и заедништво со Исус. Со духот. Тој веќе го осудил. Тој веќе осуден. Исус го зборува тоа. Иако со телото не сум са, само со духот веќе го осудив, како да сум меѓу вас оној што го направил тоа. 1 Коринтијаните 5:3. Понатаму ни дава насока и одредница за заедништво со Исус. Во името на нашиот Господ Исус Христос. Ти во чие име се собираш? Кога ќе се соберете, вие и мојот дух, таткото вели, со силата на нашиот Господ Исус Христос. 1 Коринтијаните 5:4. Собирањето е, заедништвото е духовно, не е замислено и мислено во Исусовата црква. Тоа е името. Поклон во дух и вистина, пишано е од Исус. Не е во тело, во дух. Дали во твоето срце вистински пребива Исус Христос со Отецот Небесен во дух? Дали вистински му припаѓаш, му дозволуваш да те води, да те управува, да те калеми, да те крсти, да те раскрсти? Дали си откупен, купен, ослободен од канџите на сатаната и го живееш, оживеан во него, во дух и вистина, ја живееш Исусовата љубов, или само рецитираш, репетираш, го проучувате Словото, вели Исус. Тој е тој фарапантен стих. Мислите ќе ви дадат с писмото живот вечен. Чита по Библијата стихови. Не доаѓате кај мене. Дали си дошол ти пред Исус? Па нема веќе да го читаш Словото, јас ти гарантирам. Тој ќе зборува низ тебе, ќе почнеш да учиш, да пелтечиш, ќе почнеш да плачеш, да молиш, ќе почнеш да се раѓаш и да умираш па да се родиш во дух. Дали го славиш неговото име или своето? Како се вика твојата црква? Кој е основал црквата? Исус или некој земен човек? Дали си именувам по него или по себе, по земна црква, како католик, протестант, православен, Јеховин? Чии си ти, чија е заедницата? Дали си Христов, христијанин или си со земно име во паднатата црква, телесна човечка жена, црква, некој држи таткова жена? Јас веќе го осудив, вели Исус. Па зошто? Па нема сила, гледаш дека е безнадежен, живее од туги пари, врзане за централата таму која му дава пари. Трча по верници, цитира слова, се мачи. Потоа централата кога ќе премине на другата страна, и тој ќе премине со неа. Малку ќе останат, мало стадо. Ќе видите вие чии се заедниците и црквите во кои одите. Дали се собираш во Исусова црква, Исусово име во духот, или си именуван како на пописот во РМ, СМ. Луѓето кои се пишале христијани, како што пишува во живото слово, се негират. Какви христијани? Требало да се пишат православни, католици, протестанти, мандрагонисти, мушкисти. Едно стадо и еден пастир. Црквата е на Исус Христос. Чија е вашата црква? Основана се од луѓе со човечки одлуки, заедници. Дали си христијанин Христов или си протестант, православен, католик, Јехова, и така се нарекуваат православна вера, нашата вера, а Исус ни вели. Пазете, Исус е име над секое име, ти даваш име на земна црква и се идентификуваш со, наместо Исусов да бидеш, ти си дел од земна поделена црква со друго име. Кога ќе се соберете во името на Господ Исус Христос, се собираш или во името на вашата вера, на вашиот правец, телесно читање на Господ Исус Христос, вие и мојот дух со силата на нашиот Господ Исус Христос да го предадете на сатаната. А тој вели, јас веќе го осудив, иако со духот не сум со вас, за погубување на неговото тело.
без разлика дали е жена, црква, заедница, да духот негов да биде спасен во денот на нашиот Господ Исус Христос. Духот ќе биде спасен. Бидете сигурни. Добриот пастир ја дава душата своја за браќата. Оди за загубената овца додека не ја најде. 1 Коринтијаните 5:4-5. Се мисли на оној кој држи таткова жена. 5:1. Ја држи црквата. Исусова за своја телесна и дал друго име освено на Исусова Христова христијани. И дал име. Тоа е целиот проблем. 5, 6, 8, 1, 2 Коринтијаните. Кој дава име на земната црква? Нели таа Исусова и ја поделил по сатанско телесно читање на Библијата. Ги проучувате словата. Чита, проучува. Така се станало христијанин да го проучуваш писмото. Не. Да застанеш вистински пред Исус, да му го отвориш срцето. Јас се затресувам кога ќе застанам пред ова слово. Луѓето со каква леснотија цитираат, се маваат со камења, со цитати. Телесно читање. За секој лош збор ќе одговарате. Вие, што сте го поделиле Исус, за секој лош збор ќе одговарате. Не барајте мнозина да бидете учители. Еден е учителот. Исус е, луѓето работат од Сабајле. Кој дава на земната црква ја поделил по сатанско телесно читање на Библијата? Па тие вашите основачи. Христијанин е припадник на Исус Христос или православен, католик, протестант, Јехова, припадник на земна црква, со одредено учење, го издвојува и дава име на Исус. Своје име си дава. Си го бара своето, а не она на Исуса Христа. По телесно читање на Библијата, извадил нешто и се нарекува по тоа. Некој стих. Блудник, користолюбец, идолопоклонник, хулник, пијаница, држи таткова жена, ја држи црквата на Таткото Небесен. Телото Исусово. Духовна е заедницата. Не сте регистрирани, ми вика една жена. Каде да се регистрирам? Во земниот суд сатаната да ме регистрира. Кога се отвори книгата на животот, ќе се види кој е регистриран. Ова се ќе замине. Ново небо, нова земја. Значи, во духот Исусов, предајте го тој во калта, сатаната и блуеницата, тој веќе е осуден. Тој мисли дека е во Исус, дека го знае Словото, каква возгордеаност. Дали сум Христов и живеам во еден дух со Него. Тогаш нема да мислиш дека знаеш, нема да зборуваш, ќе молчиш, ќе чекаш духот да те води да зборува. И јас не дојдов да ја извршувам својата волја. Јас морам да ви кажам, да го бранам Евангелието. А вие ќе одговарате еден ден кога ќе се отвори книгата на животот. Само вие регистрирајте се земно, нека ве финансираат некои таму, не знаете чии пари се тие. И какви се тие заедници кои не можат самите, па не зборувам за овие вавилонски заедници кои се далеко од Исус, на собират во Никеја изгласале кој е Бог, кој е светец, си прогласуваат светци, кутрите. Тоа е духот на овој свет. Држиш таткова жена, мислиш дека си христијанин. Те сакам, Господе Исусе Христа, мораш да застанеш пред Исуса, да се предадеш и да умреш стариот човек. Тоа е христијанство. Другото е, тие говорат, а не извршуваат, немаат сила да љубат. Нема никакво отчитување, нема никакво потврдување дека духот е жив. И тоа се музејски мртви гробници во кои вие го погребувате Исус, не му дозволувате да воскресне, а тој е воскреснат и не е условен од вас. И вие ќе одговарате за своите дела, за секогаш Исус, на секаде Исус, во секого Исус, во твоето срце Исус. Исусе, дојди, покажи ми, се покајувам. Самиот не можам да направам ништо. Пред мене, зад мене, околу мене, во мене, на секаде, во Македонија, во Македонскиот полуостров, во сите заедници. Исусе, само Исусе. Амин до Божиот царство небесно. Амин. Слава ти, Господи Исусе Христе. Стани, Лазаре, стани. А ти лежиш таму заседнат во некоја заедница. Жив, а мртов, тие се мртви и немаат дух.
за секогаш Исус. Љубовта Исусова со нас, мирот Исусов во нас, радоста Исусова да ни биде полна. Амин до Божјо Царство Небесно. Амин. На сите што го примија и даде сила да станат синови Божи со наследници. Десет е пато што годи кон животот, малкумина громна оѓава. Јас сум добриот пастир и љубам овците, една да не биде изгубена. Мирот твој ми го даваш, но некако сето, да не се плачи срцето.